Охрид е познат по тоа што во летниот период нуди културна богата програма, односно културни манифестации, меѓу кои реномираниот фестивал Охридско лето. Екипата на Охрид Ньюс се наоѓа во Вила Пупин, Сарајшта, каде што се наоѓаме во овој преубав амбиент на винаријата и мој соговорник е Дино Имери, македонски пианист, со кој што ќе поразговараме околу годинешниот настап на фестивалот Охридско лето, што всушност не е и повод за денешниот разговор. Ви благодарам што ја прифативте поканата за ова интервју и би сакала на почеток да започнеме со една ваша изјава во едно интервју каде што велите дека фестивалот Охридско лето ве поврзува со најубавите моменти од детството и дека сте ги посетувале речиси сите концерти и како ученик и како студент. Дали ова значи дека фестивалот Охридско лето има голем удел и зазема значајно место во градењето на вашата музичка кариера? И благодарам на убавите зборови, благодарам на поканата. Мене ми е многу драго што сум тука во овој прекрасен, убав амбиент, како што рековте. Охрид како светски град на културата го има фестивалот и секако заслужува да има и вакви уникатни места во какви што сега се наоѓаме. Морам да кажам дека сум прв пат гостин на Вила Пупин и навистина се чувствувам многу убаво. И секако дека самиот амбиент на градот е оној кој што на еден начин го има ставено на културната мапа на светот, од културното богатство, историјата. Меѓутоа е секако актуелен на моје големо задоволство во светски рамки, бидејќи секаде каде што патувам, а имам прилика поради самата професија и концертите ме носат на секаде низ светот, многу често луѓето ме прашуваат за Охрид. Многу често луѓето ме прашуваат и за градот, меѓутоа и за фестивалот. За мене лично, во право сте, навистина е врзан со моите најрани сеќавања, прво, меѓутоа и врзан со мојот развој како личност, но и развој како уметник. Јас на овој подиум имам слушано стотици, ако не илјадници концерти низ годините. Тука поминале светски мајстори на уметноста, на музиката. И на еден начин секое доаѓање на концертот за мене било и лекција. Секако дека се од она некаде, нели, се меморизира во свеста, во подсвеста и едноставно влијае на обликување и на личноста, и на естетскиот вкус и воопшто на целиот развој кој што е многу значаен за еден уметник. Кај мене тоа се случи многу рано и навистина од денешна гледна точка тоа го прави задоволството да се биде учесник на фестивалот уште поголемо. Како една сцена која што сте гледале од, нели, најмали нозе, сега вие сте дел од една таква плејада и навистина е голема чест. Годинава нема да биде ваше прв настап на фестивалот, односно ваше прво учество на фестивалот Охридско лето. И изминатите години 2023, 2021, 2012 исто така имате учествувано. На концерти имате со други музичари, меѓутоа минатата година мислам дека и самостоен концерт имавте. Така е. Какво е искуството од настапите изминативе години? Каква е реакцијата од публиката? Минатата година беше навистина посебно искуство, бидејќи беше солистички рецитал по, би рекол, 11 годишна пауза во формат на соло пијано на фестивалот. Доаѓав и во други формации, меѓутоа пијано соло форматот е еден вака капитален залог за секој еден уметник. И се уште ме држат импресиите од минатата година, беше навистина многу успешен концерт и особено ми понираше тоа што критичката јавност излезе со навистина многу сериозни пофалби и меѓутоа и самиот амбиент, публиката која што беше присутна таму, кога беше исполнет до крај капацитетот на црквата, се случи една прекрасна вака енергетска размена на убава музичка вечер со прекрасни дела. И така што кога добив поканата и оваа година да се вратам, не размислував многу, имаше можност во мојата агенда да дојдам повторно и еве сум тука. Така. Годинешниот настап ќе биде заедно со српски виолончелист Драган Ѓорѓевиќ Сузуки. Што е она што ќе може публиката да види, односно што на програмата имате припремено? Па ова е наша прва соработка.
За Драган сум слушал многу години наназад од луѓе чии што мислење, професионално мислење го ценам и затоа ми е особено драго што еве ќе оствариме токму таа прва соработка во Охрид. Драган се одлучил за една програма која што навистина сериозна, каква што доликува на еден ваков фестивал. Станува збор за 7 варијации од Бетовен, станува збор за свита во стар стил од Шнитке, имаме дело од Ададжо и Алегро од Роберт Шуман. По паузата се враќаме да изведеме едно од најкапиталните дела за виолончело и пијано, тоа е сонатата на Сергеј Рахмањинов. Едно дело кое што би рекол навистина не може секој да го изведе на сцена, затоа што по себе инкорпорира и огромни музички длабочини, меѓутоа и навистина сериозни технички предизвици кои што Рахмањинов ги поставил во таа партитура. Особено во делот на пијаното не може да се каже дека пијаното е придружба на виолончелото, меѓутоа дори напротив би рекол дека се случува еден партнерски однос на двете делници и по тежина, и по музикалност, и по интеракција. Така што Драган одбра таа програма, јас со задоволство ја прифатив, бидејќи дел од програмата и сум ја изведувал и порано, дел ја учев специјално за оваа пригода, што беше дополнителен поттик и мотив да се да доведе. понудите нешто Нешто ново, нешто интересно, нешто што публиката не може често да го слуша. И споменавте спој на виолончело и пијано. Да, тоа е уште еден спој кој што повторно ќе кажам ретко се слуша, бидејќи виолончелото е како инструмент многу специфичен, е многу близок на пијаното во одредени регистри, навистина е потребна голема музичка култура, слушање и вистински почит еден кон друг за да еден таков ансамбл, едно такво дуо да функционира убаво. Јас со оглед на тоа што ни е прва соработка, мислам дека познавајќи ја неговата позадина и моето искуство и багаж, се надевам дека ќе се споиме убаво. Така. Споменавте позитивни критики од претходните настапи на Охридско лето. Тука ќе споменам дека и стручната критика вели за вас Дино Емери не само што изведува музиката, скоро како да ја компонира во момент, а француските критичари ве сметаат за магионичар на пијаното. Како ги оценувате ваквите критики? Дали ви годат, да речеме? Секако, затоа што мислам дека малку луѓе знаат колку голем влог, напор и труд вложува еден уметник за да спреми едно уметничко дело и да го презентира на јавноста. Било како, дури и да не е многу успешно, дури и да е една осредна интерпретација, захтева огромен труд. А кога ќе дојдете до ниво да она што сте го сработиле, на луѓето веќе им наликува како што споменавте, како магија или како да се компонира музиката во моментот, тоа се големи зборови за една ваква комплексна материја како што е класичната музика, како што знаеме, музика која што е однапред компонирана, смислена, која што ја водат одредени принципи, правила, и кога од тоа навистина ќе ги оживеете тие ноти, ќе дадете еден ваков свој личен печат, и кога практично на еден начин музиката ја живеете вие и колку што и таа ве живее вас, во таа симбиоза не може да остане слушателот равнодушен, тоа се покажува низ годините, дека техничкото мајсторство е само еден мал сегмент од целиот пакет, кој што е навистина многу тежок, особено во денешно време во кое можам со сигурност да забележам дека уметноста и уметниците се постојано на маргините и се една категорија на луѓе кои што се навистина многу малку ценети во општеството, посебно во нашето. Имате стварно бројни соработки со низа еминентни уметници, имате настапувано со бројни оркестри. Колку значат овие соработки во градењето на вашата музичка кариера? Па значат многу, секако. Иако мене ми е најдраго да настапувам дома, искрено, секој настап надвор си носи нешто ново, си носи искуство, си носи контакти, си носи изголемување на можностите и ширење на кариерата.
мојата кариера веќе се простира по 16-тата, мисля, година. Се случи еден интересен момент, никогаш не сум имал само локална кариера. Од самите почетоци некако влегов во тие меѓународни води, што преку интернационални надпревари, представувања, фестивали и многу рано јас морав да научам да се носам со тоа дека мојата кариера ќе биде европска од самиот почеток. Не беше лесно, особено на почеток, како млад човек кој што нема толку искуство и секако, и багаж како личност и како уметник. Меѓутоа, постепено со многу работа, дојдов до тоа да мислам дека можам да се носам со таа улога. Дополнително се разбира, ја користам секоја можност да представам нашата култура во светот, што е за мене многу важно, и да учествувам со таков вид на работа, изведувајќи дела од македонски композитори, меѓутоа и општо промовирајќи вака современата македонска и музичка мисла, и пианистичка школа и така натаму. Значи се тоа го правев од доста млада возраст, меѓутоа еве сега можам да кажам дека сум дојден во една фаза во која веќе можам навистина и јас да уживам во сето тоа, да не ми представува само голема одговорност, туку да биде едно уживање, нели, во сето тоа што таа положба, таа ситуација може да понуди. Не е едноставно, секако. Меѓутоа имав повеќе пати прилики да настапувам во светските метрополи. Годинава, здравје Боже, треба да се вратам повторно во Виена, минатата година бев во Лондон. Турнеите се составен дел, меѓутоа секако припремите за турнеите се многу важни и во тој дел можам да кажам дека поддршката од најблиските и поддршката од семејството е од исклучителна важност. Така, споминавте скоро 16 години музичка кариера, значи тоа се доста години. Тоа се доста години. Како се одбиваше таа кариера? Се имаше ли, да речеме, некои препреки, потешкоти? Значи, како се стига еве до успехот кој што денеска еве го имате? Секако имаше многу препреки, всушност повеќе се секогаш повеќе препреки отколку нели нешто да оди лесно и едноставно. Клучно е, како што кажав, поддршката од најблиските, тоа е број 1, тоа е вашето секојдневие, тоа е вашиот систем на поддршка, вашето јадро од дома почнува се, барем во моето искуство е така. Меѓутоа исто така имав прилика да имам одлично образование дома. Значи работев со професорот Борис Романов, професорката Људмила Романови, кои што се вака, да кажем, врвни стручњаци од областа и кои што можеа да ми го пренесат тоа знаење дома. Значи, останав во нашата држава, тука се образував и паралелно некако ја создавав таа меѓународна кариера. Најголем проблем на уметниците, на домашните уметници во Македонија е прво што сме на еден начин изолирани од светот во поглед на инфраструктура со менаџерски куќи, продукцијски куќи, во таа смисла, значи на еден начин сте оставени сами на себе да се сноѓате. Тоа е едно. А вториот сегмент е дека дома секогаш ќе бидете третирани како уметници од втор ред. За жал е тоа се уште така, во овие 16 години не успеав да видам вака некоја драматична промена во тој однос. За жал, македонските уметници натаму се третираат и се земаат здраво за готово во сопствената земја каде што творат и каде што остануваат. Тоа е нешто кое што еве во наредните 16 години од мојата дејност се надевам ќе видам да се промени. Ако не за мојата генерација, барем за генерации по нас, бидејќи губиме многу добри кадри, губиме луѓе кои што си одат надвор и ги ценат и ги почитуваат и работат во подобри услови, едноставно го имаат тој луксус да не се, како да кажам, постојано изложени на еден однос кој што не доликува за едно зрело општество, кое што всушност токму на полето на културата може да се пофали. Го споменавте семејството, ја споменавте поддршката која што добивате, меѓутоа вие потекнувате од музичко
семејство, дали тоа значи дека љубовта кон музиката токму се роди од најмали години поради тоа што еве имате нели родители и вашата сопруга се исто се занимава со музика. Па не е правило, дефинитивно има многу случаеви на луѓе кои што не потекнуваат од музички семејства, а се неверојатно талентирани, имаат голем успех. Во дадени моменти е предност, во дадени моменти е секако и проблем. Знае да биде кочница, затоа што секој од нас се труди да изгради сопствена слика, сопствена приказна, бидејќи од какво семејство и да доаѓате, нашата работа е јавна. Ние сме на сцена, пред публика и многу добро се гледа она што сме сработиле и како сме дошле до тој резултат. Тука нема сондеж, многу се јасни работите. Од тој аспект, јас сум пораснат во музичко семејство, бев изложен рано на добра музика, што е исто многу важно. А понатаму, мојата сопруга, како една од најреномираните македонски диригенти, секако многу добро знае што подразбира оваа работа и е моја безусловна поддршка, каква што се надевам дека и јас представам за нејзе. Семејството и музиката навистина некогаш се во многу блиска точка. Тешко е денеска особено да се нарече музиката како професија, без таа да би биде еден начин и дел од вашиот код, вашиот идентитет, вашиот живот, секојдневие. Значи, ние сме постојано со музика, обкружени од музика, разговараме за музика, едноставно се случува една фузија на приватното, на професионалното, на се, што исто така не е секогаш лесно. На сите нас ни треба и оддишка и од она што работиме. Меѓутоа, со голема љубов, со голема почит едни кон други и кон самата работа што работиме, тоа е она што ни дава сила и понатаму да продолжиме да се бавиме. Така. Бележите успеси како композитор, пишувајќи музика за филм, театар, инструментална и вокална музика. Да, компонирањето е уште еден сегмент кој што вака го од раното детство можам да се сетам дека практично ми било една многу интересна активност, да пронаоѓам музика, да создавам музика, секако прво како детска игра, нормално. Меѓутоа тоа беше еден сегмент од мене кој што долго време го тргав настрана. Поради сите овие ангажмани, обврски, одговорности, се до моментот кога настапи оној пандемиски период, каде што, нели, преку ноќ се смени светот, сите се затворивме, концертите се откажа, турнеите се откажа. И тука, во тој момент, највеќе би рекол, влегов во една поинаква состојба. И тука се јави, назад се појави некако таа волја за компонирање, за создавање, која што имаше убав вака, како да кажем, вентил да излезе преку интересни проекти, театарски представи, филмови, телевизиски серии, едноставно класични композиции, различни аранжмани, остана како еден момент кој што пандемиски го одбележа. Откако помина сето тоа, јас некако повторно се вратив на сите овие други ангажмани и заборавив воопшто на тоа, меѓутоа делата кои што тогаш сум ги направил, еве некако постфестум на еден начин се јавуваат доста луѓе за за моето дело Сон, например, имаше одлична критика во Италија, нашиот познат Благој Нацовски го изведе тоа дело. Значи, од после некако доаѓа и се уште реакции за тоа, така што сигурно е нешто на кое што би се вратил во еден момент во кој би нашол нормално и малку повеќе време, бидејќи е посебна врста на работа. Така. Покрај сите овие ангажмани што ги споменавме, настапи на фестивали, композиторство, вие сте исто и вонреден професор на Факултетот за музичка уметност. Колку ве исполнува таа работа, еве работата со студентите, пренесување на вашето знаење и искуство на нив, колку имаме, да речеме, талентирани идни музичари и колку ги советувате како да се снајдат во овој свет музички? Па секако дека имаме многу талентирани луѓе на ова подневје и
и во, да кажам, она возраст во која што студентите, меѓутоа и средношколци, талентирани и дечиња кои што се занимаваат со пијано, кои што покажуваат неверојатни природни предиспозиции. Едноставно тоа е нешто што е карактеристично за ова наше поднебје. Сега што понатаму со тој талент, што понатаму со тој афинитет, тука треба една сериозна организација, една сериозна инфраструктура за тие таленти да не останат едноставно неоткриени, промашени, неискористени, какви што за жал генерација по генерација ние тоа го гледаме. Мене лично секако многу ме исполнува работата со млади луѓе. Околу советите, знаете како, светот се менува постојано. Не се истите правила кои што беа кога бев јас студент, не се истите можности кои што беа кога јас бев студент, едноставно работите беа тогаш и многу позатворени. Денеска студентите имаат достапност на вистина и преку технологијата и преку на други начини. На еден начин светот им е на дланка, меѓутоа недостасуваат оние вештини кои што ние од некои други генерации кои што малку помалку сме биле изложени на тие технолошки околности, сме ги имале и природно. Од трпение, работа, труд, едноставно некои работи кои што секогаш ќе важат, се особено важни во една ваква професија, која што бара многу труд и бара многу време. Така што околу советите, моите совети најмногу се однесуваат на самата проблематика, на самата материја, се разбира, се обидувам да им помогнам на сите од нив колку можам и во оној кариерен дел, но секако секој човек си има своја приказна и некоја своја судбина која што си ја оди. Колку може да се помогне, мислам дека тоа е прашање кое што треба и сите колективно да си го поставиме. Кои се нашите приоритети, каде ги гледаме тие млади луѓе, како сакаме да се покажеме пред светот, како сакаме светот да не доживее нас. Спортот и музиката секогаш биле и секогаш ќе бидат наши најзначајни амбасадори. Така. Во спортот гледаме инвестиција, меѓутоа во музиката за жал треба уште многу да се работи. Така, значи треба да се менуваат многу работи. Би требало да се менуваат многу работи и пред се почетната точка да биде професионална. Добитник сте и на бројни награди и признанија. Кој од овие награди еве за вас е посебно значајна? Тешко прашање, па неодамна добив една награда која што се добива еднаш во кариерата, која што може да се добие ако ги исполните критериумите, од мојот матичен универзитет, од УКИМ. Тоа е награда за најдобар уметник и за особен придонес кон културата и развојот и на универзитетот и во државата. Еве, тоа е една неодамнешна награда која што ја сметам за многу значајна, затоа што доаѓа од матичната институција која што го препознала тоа што го работам и доаѓа по пат на сериозна селекција и критериуми до кои не може да се дојде така лесно. Самиот податок дека е награда која што може еднаш во целосната кариера да се добие, дополнително опонира бидејќи ја добив на 33 годишна возраст, што е доста рано за едно такво капитално препознавање на вашата работа. Меѓутоа е огромен стимул за мене лично да продолжам и понатаму со мојата меѓународна дејност. Споменавме многу настапи, соработки со еминентни музичари, концерти. Што е она што награди, ви исто споменавме, сега споменавте која ви е најдрага. Што е она што во иднина ќе биде предизвик за вас како музичар? Тешки прашања, морам да признам. Иднината е навистина секогаш под знак прашалник, бидејќи мојот ум е некако многу насочен кон сегашниот момент. Не сум човек кој што се враќа многу наназад или кој што оди многу напред. Плановите се во однос на концертните
активности доста дефинирани, бидејќи обично концертните сезони ги правиме доста порано, че ќе има настапи во Македонија, меѓутоа ќе има настапи и надвор. Можам само да кажам, посакувам да си го задржам оној фокус и внатрешен мир и задоволство и благодарност кон се што ми се случува во животот и да работам и понатаму највеќе што можам со љубов и посветеност да ширам една позитивна и благородна енергија околу мене, која што се надевам дека барем оно кој што можам јас лично, ќе го променам оној амбиент во кој што секојдневно се наоѓаме сите ние, а секој од нас може да придонесе барем со нешто да се променат сите оние работи кои што на сите нас ни пречат. Секако, не случајно е кажано дека секоја промена потекнува од внатре, од самите нас, и јас сум длабоко уверен дека во тоа можеме да успееме сите заедно. Така. Ви благодарам за разговорот, ви благодарам што ја прифативте нашата покана да бидете наш гостин. Ви посакувам успех и понатаму во кариерата. А на вас, почитувани, ви благодарам за вниманието.